Има збор госпоđa Ласовска Благица. Благодарам. Почитуван председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Предлог законот за измена и дополнување на законот за социјална заштита, кој што денеска е пред нас на дневен ред, содржи неколку измени од исклучителна важност, а од особена важност е покачувањето на социјалната парична помош и постојаната парична помош за 5%. Предложените измени на овој закон се во делот на подобрување на условите за згрижување на корисниците на установите за институционална социјална заштита. Конкретно се мисли на правилна и здрава исхрана, утврдена на сезонска листа на исхрана која изготвува, како што кажа и самиот министер, Министерството за труд и социјална политика. Оваа измена јас ја оценувам како позитивна и ја поддржувам, бидејќи оди во прилог на здравјето на самите корисници. Правото на здрава исхрана, рекреација и културно-забавни активности на корисниците представуваат должност на установите да го обезбедат ова право. Министерството за труд и социјална политика од друга страна пак мора да го следи постапувањето на овие установи и секое отстапување или непочитување на препораките да го санкционира преку надлежните институции. Со овој предлог закон се врши и допрецизирање на одредбите со кои се уредува полагањето на стручниот испит во постапката за издавање на лиценца за работа на стручните лица во установите за социјална заштита. Овие измени одат во правец на зајакнување на капацитетите на стручните служби кои вршат работи од областа на социјалната заштита. Се регулира начинот на спроведување на електронското полагање на самиот испит, програмата, составот на комисијата и сл. И секако, најзначајна измена која се предлага е зголемувањето на висината на социјалната парична помош и на постојаната парична помош од 5%, која ќе отпочне да се реализира во јули 2015 година. Ние како пратеничка група на ВМРО-ДПМН ги поздравуваме овие измени и секако дека ќе дадеме безрезервна поддршка, а ќе дозволите да објаснам и зошто. Имено со оваа предлог измена ќе се зголеми висината на социјалната парична помош за 5% на околу 35.000 корисници на оваа помош и на околу 5.800 корисници на постојана парична помош. Оваа мерка, почитувани, е дел од програмата на ВМРО-ДПМН и на оваа мерка ние се обврзавме на последните парламентарни избори. Ја ветивме. Овој предлог закон е уште еден доказ дека ВМРО-ДПМН е сериозна партија, внимава на дадениот збор и ветувањата и истите ги реализира. Дополнителен аргумент кон оваа мерка е и од неодамна изгласаниот буџет за 2015 година, во кој средствата за оваа намена се предвидени и истите со сигурност ќе бидат реализирани. Ние сме длабоко свесни за тешкотиите со кои се соочуваат корисниците на социјална помош. Како пратеници кои постојано сме на терен, ги слушаме нивните животни приказни и се трудиме со сета сила да им помогнеме. Верувам дека не постои влада, дека не постои држава во светот која посакува да има невработени и социјално ранливи категории и лица. Но за жал ги има секаде, во секоја држава, па дури и во најразвиените економии во светот. Република Македонија не е изолиран остров и за жал има невработени и лица на кои им е потребна социјална помош. Но се труди постојано оваа бројка да се намалува во континуитет. Ќе искористам оваа прилика да потсетам дека владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, досега неколкукратно ја зголеми социјалната и постојаната парична помош.
Во 2006 година социјалната парична помош, како што спомна и мојата колешка пред мене, изнесуваше 2900 денари, а денес изнесува 4266 денари, што представува зголемување за 47,10%. Во 2006 година износот на постојаната парична помош беше 3692 денари, а денеска тој износ е 5392 денари, што представува зголемување за 45,93%. Спроведувањето на политиките за посебна заштита на материјално загрозените граѓани продолжуваат и понатаму, и затоа во оваа насока се предлага зголемување на висината на социјалната парична помош и постојаната парична помош за 5%. Дека оваа влада е одговорна и дека се грижи за оваа категорија на граѓани, покажуваат и голем број на мерки, активности и политики од сферата на социјалната помош. За спречување и надминување на социјалните ризици, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост се воведоа низа мерки. Јас овде би ги издвоила трајното ослободување од плаќање на радиодифузна такса, отписот на долговите кои ги имаат граѓаните од социјално ранливите категории, бесплатно изготвување на елаборатите за легализација на дивоградбите, надоместоци за учениците од социјално ранливите семејства кои ќе се запишат и редовно ќе посетуваат настава, и уште безброј други такви мерки кои што го олеснуваат животот. Од овие причини, јас и колегите од пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе го дадеме својот глас за донесување на овој закон, затоа што веруваме дека со тоа ќе помогнеме на граѓаните од овие социјално ранливи категории. Ви благодарам. Благодарам.